Денешната лекција е плоштина на паралелограми. Под паралелограми подразбираме квадрат, правоаголник, ромбоид и ромб. Сега за секој од овие поединечно ќе поразговараме, ќе објасниме како се пресметува нивната плоштина. На почеток плоштина на квадрат. На сликата е прикажан еден квадрат со страни А и диагонала D. Од формулата за плоштина можеме да видиме дека плоштината е еднаква на А по А или еднаква на А на квадрат. Или доколку ни е дадена диагоналата D, можеме да пресметаме по другата формула, каде што P е еднакво на D на квадрат врз 2. Тоа можеме да го докажеме дека диагоналата D е еднакво на А на квадрат плюс B на квадрат од Питагоровата теорема, бидејќи овој триаголник е правоаголен. Правиот агол се наоѓа измеѓу страните А на квадратот и тоа значи дека диагоналата D е еднаква на А на квадрат плюс А на квадрат или еднакво на 2А на квадрат. Плоштина на правоаголник. Плоштината на правоаголник се пресметува по формулата P еднакво на А по B. Значи, ако доколку е дадена страната А и Б, тогаш лесно можеме да откриеме дека плоштината е еднакво на производот од страната А и Б. Доколку е дадена диагоналата D, ние лесно преку Питагорова теорема можеме да ги најдеме и другите страни. Знаеме дека од Питагорова теорема D на квадрат е еднакво на А на квадрат плюс B на квадрат. Или кој било член да фали од овој триаголник, можеме да ја одредиме преку Питагорова теорема другата страна или диагоналата, за да пресметаме плоштината на правоаголникот АБ. Добро, понатак идеме плоштина на ромбоид. Плоштината на ромбоидот, да нацртаме, на сликата гледаме нацртан ромбоид со страни А и Б. Тука се спуштени висините соодветно на страната А е висината ХА и на страната Б е висината ХБ. Да објасниме дека висината се спушта од темето, спротивното теме на страната, секогаш под прав агол. Значи, да запамтиме дека секогаш висината на било кој на кое геометриско тело, дали на ромб, триаголник, квадрат, било што, значи секогаш е под прав агол. Еве го и тука, правиот агол е образуван во оваа точка. И од тука сега да покажеме како се пресметува плоштината на ромбоидот. Ако ја знаеме страната А, тогаш плоштината е еднакво на страната А по соодветната висина ХА. Само тоа сакам да го покажам и графички. Ќе се послужам со овој цртеж. Значи, претходно изминатата лекција ни беше плоштина на правоаголник. Значи, плоштината на правоаголникот P беше А по Б. Во овој случај, бидејќи ромбоидот агол не е под прав агол, туку е наклонет под некој агол алфа. Во тој случај немаме правилен правоаголник, туку за да пресметаме плоштината треба да се послужиме преку овој цртеж. Значи, доколку ги доцртам овие точки за да добијам правилен правоаголник, ќе заклучам дека оваа страна, оваа должина на овој дел е проложен тука и тогаш заклучувам дека страната А е од оваа точка до оваа точка. А додека висинава ХА
ми е страната Б, да речеме, на правоаголникот. И затоа, од таа гледна точка, плоштината на ромбоидот ќе ни биде еднакво на А помножено со страната Б, или во овој случај тоа ни е еднакво на ХА. И затоа е тоа е доказ за оваа задача. Сега тука гледаме и друга формула за плоштина на ромбоид, а тоа е преку аголот алфа, изразено преку аголот алфа, значи P еднакво на А по Б по синус од алфа. Сега ќе ви докажам и тоа, зашто е така. Доколку одредиме синус од аголот алфа. Синус од аголот алфа е еднакво на спротивната страна, тоа е ХА, врз хипотенузата, или во тој случај тоа е страната Б. Страната Б. Ако изразиме од тука, висината ХА ни е еднакво на Б по синус од аголот алфа. И сега, оваа страна, доколку ја изразиме во оваа формула, ќе добиеме дека плоштината P ни е еднакво на А по, за ХА заменуваме Б по синус од аголот алфа. И ја добивме оваа формула. Така. Сега идеме понатака. Плоштина на ромб. Формулите, значи на сликата е даден еден цртеж, значи прикажан е ромб, со кај ромбот да кажеме дека сите страни се еднакви, значи страната А насекаде е иста. Тука се спуштени и висината Х од темето D, секогаш е под прав агол рековме, и прикажани се диагоналите D1 и диагоналата D2. Имаме повеќе формули за пресметување на плоштината на ромбот. Од тука ќе ја земеме прво првата формула, каде што P еднакво на А по Х, страната А по висината Х. Тоа можеме сега да го докажеме дека е така, доколку се послужам со следниот цртеж. Значи рековме дека плоштината P е еднакво на А по Х. Исто како и претходно во изминатиот пример, ќе ја продолжам страната А, значи навака, и од тука ќе спуштам надоле. Значи овој дел тука е овој дел овдека. Така да тоа е страната А. Целиот тој дел е страната А. А додека овој дел тука образуван е висината Х. И од плоштината на правоаголник знаеме дека P еднакво на А помножено со висината Х. И тоа е оваа формула, која што докажавме дека е точна. Сега имаме и друга формула, P еднакво на D1 по D2 врз 2. Значи, бидејќи кај ромбот аголот образуван помеѓу диагоналите е прав агол, значи по 90 степени, тука добиваме два триаголника, еден триаголник тука и тука триаголник. Доколку ја ги пресметаме овие триаголници, добиваме дека плоштината P е еднакво на диагоналата D1 по D2 врз 2. Тоа можеме да го кажеме на еден поедноставен пример. Доколку продолжиме, диагоналата D1 нека остане тука, а додека D2 ја нацртаме, значи овдека, и споиме овие делови, диагоналата D, тогаш го добиваме овој правоаголник, значи тука беше диагоналата D2
а тук имаме D1. Плоштината на овој правоаголник е D1 по D2, а би докажале дека плоштината на овој ромб е пола од овој правоаголник, така да P еднакво на D1 по D2 врз 2. Добивме и таа формула. И да докажеме и третата формула. Значи, за плоштината, доколку го ја изразиме преку аголот алфа. Значи, исто како и во минатиот случај, доколку допишеме колку е синус од аголот алфа, сметаме, значи синус од аголот алфа, тоа е еднакво на спротивната страна е Х врз страната А. Или од тука е Х е еднакво на А по синус од аголот алфа. Ова Х ќе го замениме во оваа формула и добиваме дека плоштината P е еднакво на А по синус од аголот алфа, или тоа е еднакво на А на квадрат по синус од аголот алфа. Значи, овие сите три формули со овие три формули можеме да се послужиме за решавање на плоштина на ромб. Значи, рековме дека во ромбот сите страни се еднакви. Значи, А страна, D1 и D2 образуваат прав агол и висината Х е секогаш под прав агол кон страната